Не поминавме лошо во минатото видео. Прво видео за Лигата на шампиони и половичен успех. Во вторникот двете промашени, во средата двете погодени победи на Дортмунд против Челси и на Бенфика против Бреш. Викендов продолжуваме со лигашки надпревари. Знаете, никогаш има викенди кои што можеме да ги преспиеме. Па овој викенд е таков викенд. Без дерби меч, без интересни надпревари, ама се наоѓа па нешто. Сабота, Монца Милан, не е дерби надпревар, нема да биде нешто кој знае колку интересно, ама има мал милион причини зашто овој меч треба да го гледате. Другите надпревари се од Премиер Лига. И тамо нема дерби надпревара. Може би најинтересен надпревар е Ливерпул Ньюкасл. Меѓутоа за мене интересни ќе бидат, а препоставам и за вас интересни, се надпреварите каде што играат Арсенал и Манчестер Сити. Астон Вила Арсенал и Нотингем Форест Манчестер Сити. Во четвртокот Сити го тепаше Арсенал 3-1. Уствари 1-3 беше, значи Сити на гости тепаше у Лондон. Значи Арсенал цела сезона е лидер. До пред 2-3 недели мислев дека нема да се најде екипа која што ќе ги стигне на табелата. Јарно, ама за овие 2 недели ја уништија цела сезона. Сега имаат изброј на бодови со Сити. Добро, Арсенал има надпревар помалку од Сити, ама моментумот е на страната на тимот од Манчестер. Сега следува вистинската трка по титулата. Ќе се оди меч по меч, ќе се бројат бодови и ќе се чека првиот кикс на една од двете екипи. Викендов очекувам победи на Сити и на Арсенал. Арсенал влезе во серија од 3 меча без победа, ама мислам дека викендов ќе слави со Астон Вила. Ќе биде тешко за Арсенал, ама очекувам победа 1-2. А Манчестер Сити на претходниот надпревар со Нотингем Форест славеше 6-0. 6-0, човече. Бомба! Не им давам никакви шанси на Нотингем овој викенд. Нема шанси, значи. Сити тепа и тоа ќе биде убедлив. 0-3, 0-4, не знам. Како сагате, ама ќе биде убедлива победа. Во меѓувреме притиснете subscribe на нашиот YouTube канал BMG Sports и кликнете на звончето за да добивате известувања за сите видеа во иднина на Overtime with TJ. Одиме на уште еден надпревар од Премиер Лигата, Ньюкасл Ливерпул. Значи имаат милиони. Не, немаат милиони, имаат милијарди евра, ама немаат бе уште тим за Лига на шампиони. Не ми се верува дека Ньюкасл е на четвртото место со само единствен пораз сезонава. Колку за споредба? Сити има 4 порази. Арсенал 3 порази. Манчестер Юнайтед 5 порази има. Ливерпул и Челси по 7 порази има, бе. Ливерпул и Челси по 7 порази. Ама Ньюкасл 1 пораз. Добро, проблем им се нерешените резултати. Вкупно 10 нерешени резултати. Ама полека се газат си тераат кон топ 4. Ако останат непоразени сега, одат во Лига на шампиони, а тоа ќе биде крај за Ливерпул. Разликата на табелата е 9 бода. Со победа Ливерпул ќе дојде на достижни -6. Со пораз готово е. Сега, проблем за Клоп е веројатно тоа што во вторник Ливерпул игра со Реал Мадрид во Лига на шампиони. Тежок надпревар и Клоп ќе мора да размислува и на овој дуел со Ньюкасл и на дуелот у вторник со Реал. Но барем се враќа Ван Дик и очекувам негов настап по подолго време против Ньюкасл. Може нема да стартува на почетокот на надпреварот, но дефинитивно ќе добие шанса за настап, како би бил, нели, подобро спремен за дуелот со Реал Мадрид, каде што можеби ќе стартува во почетните 11. Ќе биде неизвестно, ама не очекувам многу интересен надпревар. Мислам дека нема да паѓаат многу голови, 1-2 гола максимум. Ньюкасл ќе се брани, мислам дека повеќе на овој надпревар. Ливерпул ќе притиска, ама не моди во последно време, така да голови не очекувам многу. Ама мислам дека црвените ќе слават. Време е за победа на Ливерпул. Мислам дека ќе биде 0-1, 1-2, тесно ќе биде. Ама 0-1 мислам. Сега, следува според мене најинтересниот надпревар овој викенд. Монца Милан. Да не се разбереме погрешно. Значи, овој надпревар не е никаков дерби меч. Нема да биде кој знае колку интересно ни на теренот, ама еден човек го прави ова дерби, тоест овој надпревар многу интересен. Дон Силвио Берлускони. Поранешниот собственик на Милан сега игра против своето милиниче. Берлускони ко Берлускони. Пред некоја недела кога играа против Јувентус, прво реши да ги мотивира фудбалерите и им кажа дека ќе им донесе автобус со проститутки ако победа некој од гигантите, Милан, Интер или Јувентус. Ама оваа година победата да биде. И фудбалери без бесна го тепа Јуве со 0-2, а тоа усвари беше втора победа на Монца против Јуве оваа сезона. Славе и на првиот меѓусебен меч. Со Интер па одиграа 2-2.
се нервирав на тој надпревар. Не можам да верувам. Оној пат кога Галијани, вториот човек у Монце уствари, која ќе добиеше срцев удар на трибини од Стреќа, Монца која изремни на 2-2. Го видовте ли го? Видете го. Не се нормални стари и Берлускони и Галијани. Сега нарете Милан, а Берлускони најавува дека следнава сезона ќе одат во Лига на шампиони. И титулата ја спомна. Која легенда е, значи, човеков е. А фудбалериве? Уште го чекаат автобусот. Инаку што се однесува до надпреварот, Милан конечно славеше минатото коло, а славеше и против Тотенхем во вторникот со 1-0 во Лигата на шампиони. Ќе биде интересен надпреварот, ама мислам дека нема да има победник. 1-1. Или па нека тепаве Монца, па да видиме со автобусот што ќе се деси. Ако тепа Монца и не добијат фудбалериве автобус со проститутки, очекувам протест од нив. Дечки, виканов тоа е, нема ништо поинтересно од овие надпревар. Ако ви текнува на некој добар надпревар за следење, пишете во коментар. Ако не, се гледаме следната недела со Лига на шампиони. Тогаш веќе ќе биде интересно. Убав викенд. Чао.